како што кажавте, банката за храна на Република Македонија е во функција во општина Кавадаци, глад на нула во општина Кавадаци, тоа не е мотото. Значи, стварно имаме семејства и луѓе кои се социјални категории, загрозени и кои што не може да си го најдат својот правец. Ево, ова нека биде предновогодишно отпочнување, така да имаме добра мотивација и да истераме празниците. Денес имаме 100 пакети со прехранбени и основни продукти спремни. Одзивот во прв момент од општина Кавадарци и од фирмите, компаниите во општината беше на високо завидно ниво, така да очекувам натаму да продолжиме и така. Така да имаме во Кавадарци големи фирми, големи компании, големи субјекти, објекти кои ќе произведуваат храна и верувам дека ќе го направиме гладот да биде на нула. Многу битно е што ова хуманитарна организација има ред и поредок, каде што сите се инвитираат, добиваат карти, не се злоупотребуваат понатамошните действија со самата храна или препродажба или така натаму. Така да мене ми е пред задоволство че што ќе постигнеме некој хуман ден денес. Точно процентуално или во тони не можам да зборам, меѓутоа пошто доаѓам претходно од бизнис секторот и од компанија која што беше занимавала со производство, а има неколку ресторани, мислам дека многу голем дел од храната ја уништуваме и ја фрламе поради X причини. Така да секоја компанија што се занимава со производство, а е на меѓународно ниво развиена, верувајте дека остаткот од тоа производство што е прехранбено со краток рок или при крај рок или неусогласено производство од X причини, а е безбедно за конзумирање, е од големо значење и од голем процент. Чест да се биде во Кавадарци, бидејќи сум убеден, процесот го разговорот, односно соработка почнува уште во јуни месец. Прв пат имаме своја презентација тука и благодарност на градоначалникот Митко Јанчев и општината Кавадарци, каде што прифатија да бидат дел од процесот банкарство со храна. Не викаме банка за храна, бидејќи банкарството со храна е некако придружна членка на Европска федерација на банки за храна, знаеме што значи тоа. Сме распространети во 25 земји, 1300 банки има, не сме единствена, имаме многу сестри организации. Нашата улога во целиот тој процес е прво да не се фрла храната, бидејќи храната произведена од луѓе треба да ја јадат луѓе, или ние викаме да ги развиваме економиите, а не да ги храниме депониите. На тој начин и тогаш и сега, еве сведоци сме на тоа, почнуваме да со банката за храна Екоживот како граѓанска организација партнер од нас, благодарејќи пред се реков на градоначалникот Митко Бијанчев, да на некој начин ја ублажиме гладта во Кавадарци. Како што спомени самиот градоначалник, доста храна се фрла од веќе подготвените, меѓутоа ние како организација немаме право се уште под наводници, бидејќи тоа го правиме, меѓутоа јавно еве го кажуваме дека го правиме, но немаме закон во Македонија кој што може таа храна да ја стави во процес на гладните. Ние во моментов поддржани од Европската унија имаме голем проект ВСС ефект, кој што токму е акцентира на три сегменти. Едниот сегмент е носење на посебна законска легислатива или унапредување на веќе постоечката, каде што дел од производите и подготвената храна ќе завршат кај сиромаштите, бидејќи нашето законодавство не познава терминот вишок на храна. Од тој аспект ние поднесуваме одредени предлози и сугестии до законот кој што ќе влезе во собранска процедура некаде после нова година, да на некој начин допринесеме и Македонија ставиме на картата на, да речеме, на европската карта, каде што на некој начин се справуваме со вишокот храна. Од тој аспект убеден сум и по податоците кои што ги донесуваме со Екоживот и од вашата општина, јас тврдам дека Кавадарци, бидејќи сте пред се богата општина, тоа самиот градоначалник го кажа, тврдам дека ќе бидете можеби единствената општина во Европа која што ќе нема глад. Бидејќи мал број на фамилии се тие кои што ќе имаат директна помош и поддршка од нас и слободно може да кажем дека на наредното генерално собрање на Европската федерација на банки за храна што ќе биде во Рим оваа наредната година, слободно може да кажеме дека Кавадарци ќе обележиме со зелено, дека ќе нема глад, бидејќи сте, како да не повторувам, единствена општина која што е богата и има мал број на фамилии, околу 100 и нешто фамилии кои што еве, благодарејќи на самиот градоначалник и на Советот, но пред се на бизнис заедницата, кој што мислам дека 14 компании се озваа на апелот за оваа акција и ќе продолжат понатака, тоа е еден апел и од нас, да можеме барем по еден социјален пакет во текот на месецот им доделиме на тие социјални загрозени фамилии. Нас ни е големо задоволство што учествуваме во една ваква организација. Луѓето кои што имаат потреба од овој социјален пакет се повеќе од благодарни, многу им значи, може и да прашате некој од нив. Таа благодарност тие ни искажа уште утрово, кога ја отворивме банката со храна и нормално секој што има потреба од еден
дополнителен оброк ќе биде нормално благодарен за овој чин на општина Кавадарци, на градоначалникот, на банката за храна и се да повториме, да прецизираме дека ова е сепак хумана акција. Ние учествуваме како организација на волонтерска основа.